екселенција, амбасадорке на Соединените Американски држави, Кейт Мери Бърнс, почитуван заменик министер, почитуван директора на Бирото за јавна безбедност, почитуван декан на Факултетот за безбедност, директори на управите, почитувани колеги, дами и господа, почитувани представници на медиумите, почитувани кандидати за полицајци. Ми представува особена чест да ве поздравам по повод денешниот убав настан овде во Центарот за обука во Идризово, на кој официјално ќе биде предадена акредитацијата од страна на Меѓународната асоциација на директори на полициски академии за стандарди и обуки, IDLS. Со ова ќе го значиме остварувањето на уште еден успешен исчекор на Центарот во неговото целосно етаблирање како кредибилен, професионално способен и специализиран образовен сегмент, чија неопходност е директно поврзана со успешното функционирање на Министерството, односно на сите негови полициски служби и организациони единици. Свесни за фактот дека стручната и професионалната едукација и надградбата се меѓу фундаментите на квалитетното институционално функционирање, ние како Министерство за внатрешни работи во овие неколку години наназад посветивме особено внимание на континуираниот развој на нашиот Центар за обука. При тоа возможуваме целосна поддршка и потребна логистика за негово надградување како современ образовно стручен центар, кој на сите наши полициски службеници ќе им овозможи соодветно професионално усовршување и експертиза согласно сите модерни полициски стандарди на работење. Реализирајќи ги зацртаните задачи, Центарот како организациона единица на Министерството на стратешко ниво веќе успеа да ја добие и националната акредитација од страна на Центарот за образование на возрастни како национално акредитационо тело, а исто така и успешно да го финишира процесот на целосно имплементирање на системот за менеджмент на квалитет ISO 9001-2015. Сега со стекната меѓународна акредитација, Центарот за обука практично е прв таков образовен центар во нашата држава наменет не само за потребите на Министерството, туку и за сите наши институции кои што работат во спроведувањето на законите со посебни овластувања. Овој процес не беше ни малку лесен. Напротив, бараше исполнување и работа на дополнителни предпоставки и критериуми кои што Центарот од 2019 година наваму со помош на ИЦИТА програмата во рамките на амбасадата на САД во земјава успешно ги реализираше, почнувајќи од исполнувањето на подготвителни активности, па се до изготвување на стручни елаборати и прирачници за прецизно операционализирање на работата на Центарот. Сето тоа потоа беше ставено на увид и контрола на стручните тимови од IDLS согласно стандардите на Меѓународната асоциација на директори на полициски академии за стандарди и обуки. Уверен сум, а со тоа верувам дека ќе се сложиме сите, дека со оваа стекната меѓународна акредитација не само што се збогатува професионалното портфолио на Центарот за обука, туку истовремено се отвараат нови образовни перспективи за уште поквалитетна стручна и професионална едукација и специализација на вработените во безбедносните структури за натамошното пренесување на нови меѓународни искуства и практики следствено модерните полициско-безбедносни стандарди. На крај дозволете ми во свое име, во име на раководството на Министерството, да им упатам искрени честитки пред се на колегите од Центарот за обука, со уверување дека ова остварување ќе биде дополнителен мотив да се продолжи со успешното развивање и функционирање на Центарот. Воедно сакам да се заблагодарам на нејзината екселенција, амбасадорката на САД во земјата, на колегите од амбасадата на САД во Македонија за континуираната поддршка во градењето на системот, што е многу важно за функционирање на државата, на Факултетот за безбедност со кој што соработуваме исто така преку градењето на нашите капацитети
И да посакам само понатамошни успеси на сите во Центарот за обука, да имаме кадри кои што ќе бидат професионални, кои што ќе имат интегритет и кадри кои што ќе служат на Република Северна Македонија. Благодарам.